Сомнежите за епскиот криминал на струмичкиот бизнисмен Ристо Карамазов заглавија во приписки меѓу обвинителството и УЈП. Станува збор за даночни затајувања, поврат на фиктивен ДДВ, шверц на брендирана роба, измислени фирми и ликови кои што со години цицале од државниот буџет преку УЈП, се направиле милионски позајмици од пропаднатата Евростандард и се префрлале на фирми во Турција. Но, најверојатно, ништо нема да има од ова. Се понеизвестно е дали ќе има истрага за Карамазов, бидејќи УЈП во 90% од извршените контроли не нашло злоупотреби, според информациите на обвинителството за организиран криминал. Имено, порталот Плюсинфо тврди дека обвинителството одбива да ги прими доказите од УЈП и Царина, бидејќи тие инсистирале да им бидат предадени од Министерството за внатрешни работи. Обвинителството за организиран криминал ја демантира оваа информација. Тие објаснуваа дека поднале барање до УЈП уште во септември за прибавување на докази. Со ова, од УЈП делумно постапиле по барањето на обвинителство, а материјалот допрва ќе се анализира. Од септември до вчера до надлежниот јавен обвинител УЈП достави еден мемориски уред USB со податоци за извршени контроли во кои во 90% од спроведените надзори не биле евидентирани недостатоци и за кои според УЈП нема законски основ за преотворање на контролните постапки. Вчера околу 17 часот службите на УЈП за прв пат доставија официјално дел од документацијата која предметниот обвинител ја побара, со што делумно е постапено по наредбите и барањата на обвинителството. Доказниот материјал допрва треба да биде предмет на анализа и на утврдување на евентуално предизвиканите штети. Од сето погоре наведено произлегува дека наводите што се појавија во одредени медиуми за утврдените штети и за докази за финансиски малверзации се неточни и неосновани. Јавниот обвинител во повеќе наврати бараше забрзување на постапката за прибирање и доставување на бараната документација. Инаку, струмичкиот бизнисмен Ристо Карамазов и кум на фамилијата Заеви е осумничен дека преку десетици фирми ја оштетил државната каса со околу 65 милиони евра. Предметот е во фаза на предистрага и прибирање докази, а ниту еден од четворицата осумничени за 65 милионскиот криминал не е во притвор. Судот само му го одзема пасошот на бизнисменот Карамазов. Експертите прашуваат зошто на осумничениот бизнисмен му е само одземен пасошот, кога луѓе за телесна повреда завршуваат во притвор. Неизвестно е дали Карамазов без пасош ќе биде спречен да влие на сведоци и докази.